Се мислев подолго време како да го почнам ова интервју, бидејќи вие или ти окей, бидејќи ти имаш джиновска кариера, ама ајде ќе почнам со едно необично прашање: спорт или музика? Што има предност кај тебе? Музиката. Музиката? Да, затоа што со музика сум постојано, постојано низ ритам, и кога е спорт е музика, и кога не е спорт е музика, а имало моменти у мојот живот кога сум бил многу разочаран од последиците или повредите од премногу вложување, форсирање во спортот, па сум се тргнал малку од спортот, останала музиката. И музиката ми помогнала да себе спознам, себе излечам низ сите тие процеси на тагување по нешто што ми било како сон, па не сум можел да го остварам, не сум можел да се реализирам како спортист. Кажа дека музиката е твојата љубов, како и кога започна? Првиот настап ми беше негде како деца, бевме 105 група, направивме на касетофони, снимавме, тоа е крајот на 90-ти години, пред мало, у зградата кај што живеам 105, се одржуваше секој лето мис од малото. И девојчињата сите се дотерува, се шминка, излага, и имаше од мало тетките, бабите, дедовците, татковците собрани у мало со столчиња, као крева, оценки. Да. И имаше у средина лайв перформанс. Тоа бевме ние. Јас со двајцата, со ушедниот другар, другиот се срамеше, не кеше, као да има ентертејмент, малку забава. И нимавме некои песни локално малски што ги снимавме, и веќе не знае дека ние сме рапери, или Тупак и Биги тогаш беа, па не многу актуелни, ама беа оние рапери кои што беа популарни, да речеме. И ние по тој пат се водевме, мислам јас конкретно, по Тупак, така и кревавме ногавица, марама, облечени раперски све, и тоа беше многу интересно и добро прифатливо од публиката. И многу им се свигаше што ајде пак да правим, и така почна да ме знаат, да ме запознаат како рапер. Ја веќе тогаш направив некој стейтмент што би рекле, јас сум раперот. Да продолжам и понатака да го тоа негово ми само градам, озбилно, другарите веќе се откажуваат, се тргаат еден па друг, јас останувам, една песна, дома снимање, никакви услови што се вика, на некои ефтини микрофони, баш у аголот од собата, за после да преиде до професионално студио, професионална продукција, па потпишување договор, па веќе размислувам за кариера, па излага кој сум јас, па Скопје е мој град. Скопје е мој град, да, а јас сум него. Скопје е мој град, а јас сум него. И веќе од тие песни почнуваат да ме запознаваат како озбилен артист. Твојата прва соработка со Слаткар е во 2009 година, потоа правите над 10 песни, а исто така и концерти, настапи. Сега имате најавен концерт на 11 октомври. Жими, ожими се, рацете у виз, горе чашите. Дими, джам, жими брат, жими се. Не може, појке ми се тресадно за те. Зошто баш со Слаткар? Како започна вашата приказна? Првото среќавање со Слаткар беше 2003-2004, каде што они беа единствена опција, јас бев урбана димензија и они беа од Ново Лисиче, Владо, Скити и Слаткар, и ми дојдоа на врата. И ние имав една песна рап химна и беше страшно добра, и они дојдоа на врата, табе ти си, тој сум, ние сме тие, вие, да, да правиме рап химна втор дел, може ли? Може. Што имате вие, што имам јас, се запознавме, Слаткар беше феноменален рапер, дрзок, умало, нели, сите го сака, женски, машки, Скит исто, Владо, јас тук урбана димензија со Мишо, бевме као, нели, таа комуникација, аеродром Ново Лисиче, се споивме, направивме рап химна, каде што има повеќе MC-а или повеќе рапери, за да дојде до моментот кога веќе треба да стануваме малце поозбилни или комерцијални рапери. Прашањето беше дали сега, пошто JJ Јован Јованов ми рече, дај викни го Слаткар у студио да дојде, ова е веќе 2006-2007, а е веќе колку толку ме знаја. И мене незгодно ми беше да му кажам како ќе прифати рапер од мало сега тука да иде кај JJ, знаеш, пошто имало, нели, контраефект кај хип-хоп артист ако отиде кај некој поп. Као, што е се искомерцијализирали, знаеш, таа работа. Меѓутоа, се трнав скрос од тоа,
Јас продолжив по тој пат, му реков Слаткар, дојди у студио. Дојде, како почна да снима, му се свигаше, пошто пристапот на JG у тоа време, студиото беше професионален. Тоа што не сме можеле, што сме сонувале, го добиваме и сега глупо е да го оставиме. Да. Сега гледам уствари дека ние стварно сме се трудели, стварно си ја сакаме музиката и државата пред се. Во 2010 година, во март, кога јас едва имав 2 години, ти беше гостин и пред група на 50 Cent. Тоа беше голем хип-хоп настан со повеќе од 10.000 посетители. Да. Какво беше чувството? Искрено побаво ми беше на мојот концерт во Борис Трајковски или на Слаткар во Метрополис или ја во Антички театар, Охрид, Слаткар во Антички, побаво него ли како гостин на 50 Cent. Зошто? Бидејќи тогаш кога доаѓа некој странски артист, целото внимание на него не е на мене. Ние само доаѓаме да попуниме, да речеме, да загрееме малку атмосфера, каде што музиката е потивка, стишена е, не можеме да се изразам како што сакам и све некако на полазата кога ќе дојде главниот да биде главен. И тука има некои убави моменти. Знам респект голем за Авалон што им текна да ми се јават да мене ме стават да бидам пред него, што е нешто што ќе остане запишано дека сум бил пред 50 Cent. Да се поврзам нова, ме интересираат две работи. Прво, спомнавме доста идоли артисти, кои се некои што до ден денес те инспирираат? The Roots, Black Thought, мислам, нема Mos Def, Redman, Method Man, сите оние кои што, не знам, сум учел буквално, сум ги слушал, сум ги следел албумите, текстовите и ден денес. Поготово The Roots. Види, они се икони у права смисла, не е само артист што ќе дојде изрецитира и продава нешто имидж, него они се буквално суштина се. Има тежина. Има содржина. Има содржина, има тежина, извор се и постојано Busta Rhymes. Тоа се 50 плюс години имаат и уште турнеи, уште настапуваат, уште пишуваат, уште песни, знаеш, и упорно ми зборат на младите, немој да не заборавате да мислите дека сега е ваше време, па ние као, знаеш, остаре, пошто имаше конфликт некој помеѓу старите и младите. Што мислиш за македонската музичка сцена сега? Па во моментот изобилува со многу, во изобилство има многу музика, има многу повеќе од било кога, има многу квалитетна музика од сите жанрови. Меѓутоа, можеби ми фали интенцијата или намерата на артистот за да одекне, за да остане. Има многу артисти кои што веќе одекнале, ги знаат, настапуваат. Меѓутоа, кај повеќето ми фали тој некој, знаеш, да не е само да правиме музика за да бидеме актуелни или популарни као модерно е тоа, па сега ќе правиме, него не, јас сум ставата, јас сум артистот, музичарот и правам од љубов и со намера да станам успешен и да траам со години, да речеме. Тоа можеби ми фали, што пак ќе кажем, има исклучоци секогаш. Констатиравме дека се имаат сменато артистите, дали мислиш дека се има сменато и публиката? Публиката не е да се има сменето, него е тотално друг концепт на журки, не е веќе како што било порано. Јас тоа викам на помладите, мислам на зафрканција, као, мислам, глупо звучи, ама као, викам, што знаете вие докен живот или излагање? Не знаат младите или новите генерации како е да се искочи и функционира без телефон. Нема представа умот за тој концепт на журка и присутен да си на концертот овака цело време или на диџејот и вниманието да е горе цело време. Да. Нема представа младата генерација, дали е окей или не знам, меѓутоа сакам да кажам дека многу е различно. Еве сега може да погледнете, отвори било што, кој социјална мрежа или што и да е, кај има журки, првото нешто, кога искача артист, што се прави? Се ваде телефоните. Да. И имаш публиката, нема мрдање, само телефоните, нели? Да. Многу артисти тоа го сваќаат како навреда. Да. Не може ништо да направат, да сменат, мислам, што ќе направам, како да ти кажам, тебе или на публиката, изгаси го. Не иде, окей, нека остане така, меѓутоа можеби со едно врекиче телефоните сите да ги оставите. Да. Барем за првите пола саат. Ти имаш свој бренд за облека, Omni.
Која беше инспирацијата позади овој бренд? Да се направи нешто автентично, да биде мое, да биде инспирирано од животот, од искуствата и да е сеопфатно, да е сеопфатна љубов, сеопфатно постоење. И затоа си ка омни репрезент или омни презент, што значи сеопфатност. Само му ставив ја репрезент, да биде малце така раперски да звучи. Не што омни презент, но омни репрезент. И ден денес себе си функционира. 2 години ке правам Да. оваа година од омни репрезент со една убава нова колекција, Зен колекција. Исто така 20 години од Тони Зен оваа година со издавање на еден албум, више еден албум на плоча, винил издание со стихозбирка. Ова е вака на кратки црти планот за оваа година и поврзаноста помеѓу мене, музиката и омни репрезент. Еве, јас ја носам мајчката. Ај, ова се погодивме Да. стварно спонтано. Да. Да. Која е твојата порака за младите кои сакаат да успеат во твојата професија? Па да работат на себе пред се, да се себе спознаат пред се, наместо да обрнуваат внимание на технологијата или технолошкиот целтој развој на новите продукти, производи, значи да не бидат до толку навлезени во виртуелниот свет, него да излезат малку надвор, да се поврзат со природата, да се чувствуваат удобно во сопствената куќа, во сопствениот дом или во сопственото тело, без оглед на се, да бидат љубезни, да имаат респект, почит према околината, према себе пред се, па према околината и да работат со многу љубов и истреност. За да успеат во животот. Фала ти многу за целото интервју, ја супер се поминав. За секој наш гостин имаме предизвик. За тебе имаме спремено 6 незгодни прашања, бидејќи мислам дека доволно кажавме во интервјуто. Спремен си? Спремен? Имаш песна насловена Скопје мој град, а јас сум негов. Дали се уште го сакаш Скопје исто кој што си го сакал до пред 20 години? Различни ми се чувствата за разлика од порано и сега. Може би порано ми беше подраг, помил, поблизок, сега не ми е толку. Ако твојот живот е песна, кој би бил насловот? Сум од изворот на изборот или тишина. Лесно е да избегаш по патот во кривина, лесно е да избегаш по патот во кривина, лесно е да направиш галама, да те видам, направи тишина. Дали би одел пак на Survivor и што ти е омилен момент од целото искуство? Па мислам дека не би одел пак на Survivor, а омилен момент ми е тоа што бевме на неверојатно место, преубаво место и што запознав нови луѓе и што се покажа во право издание како прав македонец, како прав локален патриот. Го спомнавме Скопје, да би имал шанса дали би живел во странство? Не знам, може би Португалија, Шпанија, Италија. Меѓутоа, се уште не сум се препуштил на тоа да размислувам да си отидам и живеам во странство. Дали можеш на лице место да направиш фристайл во моментов? Можем да направам, да, Ајде, како например, мала строфа. да. Ајде да слушнеме. Влагам кај Кики у шоу, камера ме снима, Тони Зен не знае за фристайл, пошто никад немал рима. Пројде зима, ама преска врнеше дошт, мош ке отидам до дома, мош ке играм на кош. Здраво, И чао. Тони Зен и Кики од Скопје градот.